Ексклузивната гостинка на општина Карпош, светската првенка во шах Александра Костенјук, во основното училиште Јана Москоменски ја одигра првата симултанка во шах со учениците од Карпош, посетители на шаховската школа Гамбит Асеко. На 25 табли на кои беа распоредени најдобрите млади таленти од основните училишта од Карпош, во двочасовно надмудрување, кралицата на шахот, како што ја нарекуваат, им го покажа на младите таленти своето умење од најинтелигентниот спорт на светот. Наша цел е, подрече градоначалникот на Карпош Стефчо Јакимовски, од најмали нозе да ги поттикне на учениците на креативно размислување, на развивање на изворедни вештини и знаења што ги овозможува токму шаховската игра. За таа цел и ја поканивме господја Костенјук да биде наша гостинка и свечено да го промовира отворањето на лигата во шах во општина Карпош. Нашата општина од секогаш ги поддржувала талентираните ученици во сите области и спортови и таквата практика ќе ја продолжиме во иднина со цел да создадеме млади луѓе подготвени да се соочат со сите предизвици во животот. Би сакала да се заблагодарам на поканата, рече пред почетокот на симултанката Александра Костенјук, и се надевам дека ќе ми биде навистина тешко во играта со вас. При тоа посакувам да победи најдобриот, изјави Костенјук. По двочасовната игра, таа ги доби сите надпревари со младите шаховски таленти од Карпош. Не остана должна и на бизнисмените од Карпош, кои ја дочекаа во ресторанот ден и ноќ, а пред шаховската табла знаењето сакаше да си го одмери и градоначалникот Јакимовски. Во една пријатна атмосфера се играше нешто повеќе од 2 часа, а резултатот не променет во корист на шахистката Костенјук. Во овој период, се надевам дека и во периодот кој доаѓа на територија на општина Карпош ќе се работи со зголемена динамика. Тука нашата мобилна екипа го затече и господинот Јордан Кусевски од секторот за уредување на градежно земјиште и комунални работи. Господине Кусевски, како што можеме и сами да забележиме, тука се прават тротоарите, се поставуваат рабници, а се надевам дека ќе се врши реконструкција на улицата. Апсолутно. Во најскоро време, бидејќи и роковите се кратки за завршување на работите, по барање наше, така е договорено, и за завршување на тендерската документација и договорите, склучените договори, во најкраток рок ќе се завршат, еве ги веќе се завршуваат и се работи постојано, со продолжено работно време. Со тротоарите се моментална работа. Со завршувањето на тротоарите, реконструкција на тротоарите, односно замена со бекатона површината тротоарска, ќе се пристапи кон изградба на атмосферска канализација и реконструкција на коловозната конструкција, односно асфалтирање на коловозната конструкција по завршувањето на атмосферската канализација, односно уградувањето на цевите и сливниците, со што ќе биде регулирано и прифаќањето на атмосферските врнежи. Со тоа што не само на оваа улица Багдадска, него на сите улици што припаѓаат на оваа местна заедница Ловотасовски, како и на другите. Односно, општина Карпош има толку набиена агенда и програма за оваа година за реализација, која што е изготвувана уште во текот на минатата година, и целокупната документација ни е веќе пред крај и завршена ни е, така да сега почнуваме интензивно и активно со градежни работи на сите улици и на ќе ги фатиме во сите местни заедници, сите улици, изработка на коловозните и на тротоарските површини, како и на атмосферските. Дали финансиските средства се исклучиво обезбедени од касата на општина Карпош? Да, од од буџетот на општината Карпош.
Улица Девол, населба Жданец, територија општина Карпош. И тука се работи, како што можете да забележите, почитувани гледачи, значи станува збор за поставување атмосферска канализација. На самиот почеток од месец мај е започната работата, кога треба да заврши и оние технички карактеристики што се однесуваат до овој проект. Можам да кажам дека долго време беше проблем прифаќањето на атмосферските води, односно при секој пообилни држави се вршеше поплавување. Не беше решен проблемот со атмосферските води на оваа улица Девол. И целата Жданец, меѓутоа поготово на оваа улица Девол, каде што се сливаат сите води. Со овој захват и со овие градежни работи кои што сега ги изведува општина Карпош, ќе се реши проблемот со прифаќањето на атмосферските води, кој долго време бил нерешен, и нивното прифаќање и одводнување на со тоа што понатака граѓаните ќе го немаат овој проблем, изразити проблем со поплавување на подрумите и на куќите со атмосферските врнежи, со обилните атмосферски врнежи. Покрај изградбата на нови коловози, тротоари, рабници, општина Карпош работи на терен и градејќи нови модерни паркинг места. Во Влае 2 моментално присуствуваме на завршната фаза на овој паркинг. Значи, за што станува збор, кои се оние технички карактеристики, рокови, кои изведувача работите, а се разбира дека финансиската конструкција на општина Карпош. Овака, можам да ви кажам дека овој паркинг простор со површина од 800 квадрата изведен е во рекордно време, според договорот во рок од 7 дена, и еве го денеска веќе е во завршна, односно се предава, се мети, се чисти. Тука покрај мене е и собственикот на изведувачот, кој што има склучено договори, кој што го изведе овој паркинг со одлични квалитети, создаден е простор за паркирање на 80 возила овдека. Колку имаше рок да се време да се направи?